Пругата од Крива Паланка до бугарска граница ќе почне да се гради до крајот на годинава. Изборот на надзор е при крај, а тендер за избор на изведувач ќе има оваа есен. Наместо половина милијарда евра за пруга која завршува во тунел без крај, за исто толку пари заеднички проект со Бугарија за изградба на пруга долж коридорот 8. Македонија ја заокружи финансиската конструкција за третата делница од Крива Паланка до бугарска граница и сега официјално се потпишаа договорите со кредиторите. Требаше да потрошиме повеќе од половина милијарда евра, а може би повеќе, и да завршиме на пола тунел во средина на никаде. Сега е сосема појасна состојбата. Сега имаме целина која што ќе ги поврзе двете држави и кој што целина ќе значи додадена вредност и за двете држави, како што вие рековте, тој е дел од приоритетите на НАТО. На крајот на месецов повторно ќе се сретнат и меѓуресорските групи на Македонија и Бугарија за да ги прецизираат деталите околу изградбата на заедничкиот железнички меѓуграничен тунел. Тој целосно ќе биде финансиран со грант од Европската комисија. Пораката таму е јасна дека двете држави испратјаат заедничко писмо до Европската унија, Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка за обезбедување на грант средства за изградба на прекуграничниот железнички тунел, кои што сум убеден ќе бидат и далеку поголеми од оние грант средства за кои што досега се зборуваше. Изградбата на третата делница е исклучително тешка. Дури 60% од вкупната траса се состои од тунели и мостови. На само 22 километра ќе има вкупно 21 тунел со должина од 7,8 километри. Додатно уште 52 мостови и виадукти. Пругата ќе се финансира со грант од 149 милиони евра од инвестициската рамка за Западен Балкан на Европската унија, како и два кредита од по 175 милиони евра од Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој. За реализација на стратешките проекти не е доволна само политичка определба, неопходно е да постои и стабилна и одржлива финансиска рамка. Владата има јасна определба за реализација на стратешките инфраструктурни проекти. ЕБОР е горда што може да поддржи ова важна инвестиција. Остануваме посветени на работењето со македонската влада на проектите кои што ќе донесат трајна придобивка за луѓето и бизнисите. Првата делница од Скопје до Белјаковце веќе е пуштена во употреба. На втората интензивно се гради. Третата ќе почне по долгина тегања, политички провокации и преговори со Бугарија. Источниот сосед се обврза заеднички со Македонија да го гради тунелот, но и да модернизира неколку железнички делници на потегот од границата до Софија.